Почетокот на секоја календарска година во јануари месец е резервиран за првиот голем салон за автомобили. Ние се наоѓаме во ваше име, во Детройт, каде што ќе го посетиме најновото издание на Детройтскиот мотор шоу. Инаку оваа манифестација е една од најголемите во целиот свет и само Детройтскиот мотор шоу заедно со Женевскиот мотор шоу се одржуваат секоја година. Нарушениот имидж на градот Детройт не е пречка овој Кобо центар да ги прими најновите остварувања од автомобилската индустрија што се однесува на Северна Америка и останатите производители. Денеска под куполите на Кобо центарот ќе бидат представени многу новитети како од американски, така и од азиски, но и европски производители. Тука ќе биде промоцијата на Mercedes E-класа, потоа Volvo S90, а да не ги набројуваме и останатите новитети на американските производители. Инаку оваа смотра на автомобили помалку е нарушена поради влијанието на Лос Анџелес и Нью Йорк мотор шоу, па затоа не може да најдеме некои ексклузивни производители како што се Bentley, Rolls-Royce, но и спортските Bugatti, Ferrari и така натаму. Но тоа не значи дека ќе нема возбудувања на ова издание на Детройт Мотор Шоу. Сегашната температура е некаде помеѓу минус 15 и минус 17 степени Целзиусови. Па ви предлагам да се преселиме под куполите на Кобо центарот и полека, но сигурно да ве запознаеме со новитетите од годинашната едиција. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува осигурување од незгода, патничко и домаќинско осигурување. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. За некого откажување од целта, за него предизвик за победа. За некого потежок пат, за неа невообичаен. Новата генерација теренски возила на Mercedes-Benz. Јас сум актер во реклама за новиот современ Toyota Auris, во која сум затоа што во неја изгледам супер, затоа што се согласив да го носам овој детектор за лаги. И веруете, многу е удобен при возењето и економичен и лесен за управување. Значи, можам стварно да мислам, обично на филозофија, концерти, спорт, море на првата соседка Сандра. Много е убава. Просечна е. Брат, ова чудо е осетливо. Разбудија енергијата во себе. Новиот Peugeot 208. Наскоро во Македонија. Никола постираше. Страничните фиксирачки куки кај транзит звучат корисно. Но дали се навистина толку силни? Хаштаг, чисто се сомневам. Си рековме, ајде да го убедим. Изгледа страничните фиксирачки куки сепак се толку силни.
Ако мислите дека Audi e-tron Quattro ви изгледа некако познато, во право сте. Тој е брат-близнак на пред некој месец покажаниот e-tron концепт. Од него, освен по првата буква во ознаката и малку во дизајнот, се разликува и по содржината под лимот. И тоа доста, иако и на двата концепта електричната струја им е заедничка. Франкфуртскиот ја има складирано во батерии, а овој детроитскиот сам си ја произведува од водород. За погон на жолто обоениот концепт се ангажирани два електромотора. Сместени се по еден на секоја оска. Тие ги обезбедуваат хватроспособностите на кросовер. Ауди вели дека нивната сила е вкупно 230 киловати, а доволна е за забрзување до стотка за помалку од 7 секунди, а количината водород што e-tron може да ја носи за автономија е од околу 600 километри. Од напредните технологии концептот ги има и пилотираното возење и автоматското паркирање, предвидени за идната генерација на A8, која ќе се појави во 2017 година. Се очекува оригиналниот e-tron Quattro концепт да прерасне во идниот Q6 кросовер, додека картите за Audi за оваа fuel cell верзија се уште се затворени. Купувачите на Audi преку океанот досега се уште чекаа на новиот A4. Чекаа и го дочекаа, но заедно со седанот наместо обичната караванска Avant верзија, од Инглштад им го испорачаа новиот Allroad Quattro. Ништо лошо би рекле, и онака прашање е колку европските каравани од класата во која спаѓа A4 се интересни за нив, за разлика од полутеренскиот кросовер кој е интересен за сите. Наменет за секојдневна употреба со повремени авантури и новиот A4 Allroad Quattro е направен според истата позната формула, со зголемено растојание од подлогата, малку погруб изглед добиен со дополнителните заштити на каросеријата и стандарден погон на сите тркала. За поголемата негова ефикасност е задолжена новата верзија на Drive Select контролерот, која нуди избор на дури 6 режими на возење. Со нив на најдобар начин, во зависност од условите на патот и желбите на возачот, се искористува силата од единствениот бензинец или некој од 5 дизели со кои ќе се испорачува. Во зависност од нив и наклонетоста на купувачите ќе се спаруваат со 6 степен мануелен, 7 степен автоматизиран и 8 степен автоматски менувач. Долг низ години Бјуик живурка на автомобилскиот пазар во Америка и тоа благодарение на моделите на Opel кои ги продава под своите ознаки. Но челниците на General Motors имаат поинаков план. Концептот Vista е негово олицетворение. Во основа тоа е модерно 2+2 купе, големо колку Chevrolet Camaro, но идејата за неговото појавување е да се поврати сеќавањето на јавноста на спортските корени на марката. Всушност да се потсетат купувачите дека Бјуик е изворен американски производител на возила кој постои 117 години. Затоа и за детроитскиот концепт многу не се зборуваше. Повеќе можеше да се слушне што представува тој. Она што се дозна е дека во мускулестиот преден дел на до некаде елегантната каросерија се криет нов твин турбо V6 мотор со околу 400 коњи. За жал, Бјуика Vista за сега е само концепт кој треба да истурка некои нови филозофии поврзани со брендот чии ознаки ги носи. Баварците доста добро знаат како да ја пренесат европската бура преку океанот, макар таа била спакувана и во мал пакет со големина број 2. Тие знаат и дека исто толку битно како пакувањето е неговата содржина, која во случајот на М2 купе е 3 литарска со 370 конски сили. Сите нив на располагање на задните тркала им ги става 6-степената мануелна или 7-степената автоматизирана трансмисија, терајки ги за 4,3 секунди да се вртат до 100 км на час.
Упорните ќе бидат разочарани од електронски лимитираните 250 км на час, но не и декорациите во облик на напредна електроника и трендовски додатоци. Нема да бидат разочарани ниту од изгледот на најмалото купе од Минхен, но не е познато како ќе реагираат на цената од неполни $52,000. Посебно кога се знае дека само $6,000 повеќе чини новата перформансна изведба на кросоверот X4. Топ моделот во неговата гама ја има ознаката M40i, зад која се крие истиот агрегат од M2 купе, но со 10 коњи помалку. Затоа пак X4 нив ги распределува на сите тркала преку интелигентен X-Drive систем и брза 8-степена автоматика, која го лансира до 100 за само 4,9 секунди. Секако, максималната брзина и кај него е ограничена на нескромните 250 км на час. Рамнотежата на штандот на BMW во Детройт ја одржуваше новата хибридна изведба на серијата 3, чии 252 комбинирани коњски сили се задоволуваат со просечни 2 литра гориво на 100 км. Секако, кога ќе ги вклучиме и електричните 40 на километри во математиката која што нормите ја налагаат. Звездата на годинешниот салон на автомобилите во Детройт не беше некој мускулест автомобил или пак моќен пикап, туку електричен компакт. Вистина, сериозно засенета од толку споменатите, но сепак доволно блескава за да го покаже светлото на крајот од патот. А тој за Chevrolet Bolt допрва започнува. И тоа со остварување на ветеното од General Motors дека нивниот електричен компакт ќе има автономија од 200 милји, односно 320 км и цена пониска од $30,000. И покрај што второто ветување е исполнето со помош на администрацијата на Обама, која нуди $7,500 бенефиции, Болт е олицетворение на иднината сместена во денешно време. Од иднината се позајмени и лесните материјали кои интензивно се користени за него: стакло, пластика, магнезиум, алуминиум и слични. Од General Motors не кажуваат дали Chevrolet Bolt ќе се продава надвор од Америка, но ако сакаат да играат сериозно, тогаш ќе мора да го понудат и под знакот на Opel. Живо раскажаната приказна за миниваните во Америка ќе започне со Chrysler и неговиот Voyager, а ќе заврши со неговиот наследник, токушто покажаната Пацифика. Овој сосема нов модел со старо име ќе мора наново да се избори за местото под сонцето во американскиот начин на живот. Олеснителната околност е што публиката тука во Детройт го гледаше доста позитивно. Впрочем, неподелено беше мислењето дека ако нешто може да ги убеди американците дека миниваните имаат иднина, тогаш е токму Пацифика. Но исто така неопределено беше и мислењето дека за Chrysler тоа воопшто нема да биде лесна задача, иако оваа компанија ги воведе овие возила на пазарот. Дека во Chrysler тоа добро го знаат, доказ е токму возилото што го видовме. За разлика од европскиот основоположник на оваа класа Renault Espace, Chrysler Pacifica не им се додворува на купувачите со крофцоверски карактеристики, туку цврсто стои на моноволуменската траса. На тоа се додадени активниот за оваа класа екстериер со силуета која не делува конзервативно, моноволуменски, како и благиот вкус на луксус и значајната количина пријателска електроника внатре. Секако не беа заобиколени ниту новите технологии, од кои пионерска за оваа класа е хибридната погонска група, способна за поминување на 50 на електрични километри. Во традиционалностите, Пацифика ќе биде понудена само со еден агрегат, 3,6 литарскиот V6 со 287 коњски сили, споен со 9-степен автоматика.
Форд на салонот на автомобилите во Детройт го представи обновениот Fusion. Појавувањето на овој модел, кој кај нас се продава како Mondeo, нема сомнеш дека за некое време новитетот ќе се префрли преку Атлантикот, но зад новото лице на Fusion се крие турбо срце со 2,7 литри во V6 конфигурација. Неговите 325 конски сили во споредба со 240 од најмоќниот Mondeo ветуваат доста. Може би за Европа 6-степената автоматска трансмисија ќе го отстапи своето место на нешто пософистицирано, но погонот на сите тркала секако ќе биде добредојден. Добредојдени ќе бидат и податоците за перформансите кои Форд сега не ги објави. Нив ќе ги дознаеме кога малку ќе доближи летово, кога обновениот Fusion ќе започне да се продава во Америка. Може би тогаш ќе дознаеме и кога ќе пристигне во Европа. Најавено лани на истото ова место како концепт, купето Infiniti Q60 на едно место ги има собрано сите очекувања на тукашните купувачи каков еден спортски автомобил треба да биде. И покрај тоа што загуби дел од агресивноста во својата трансформација во сериски модел, не може да се каже дека ова купе не е привлечно. Отмениот стилски дизајн вешто е надграден на спортската силуета, која со своите мускулести линии ги наговестува перформансите. Нив ќе ги испорачуваат 3 погонски агрегати, меѓу кои најинтересен е новоразвиениот 3-литарски V6 Twin турбо мотор со 405 коњи. 7-степената автоматска трансмисија е стандардна, а напредниот погон на сите тркала опционален. Напредна е и другата присутна електроника, како безбедносна, така и онаа за комфорот на патниците. За подигнување на нивниот морал ќе се грижи модерниот интериер направен за истенчените вкусови, за кои Bose има креирано специјален премиум аудио систем со 13 звучници. Само колку за илустрација, неговото функционирање е поврзано со систем кој анулира бучавата во возила. Kia Telluride беше една од неколкуте премиери која на салонот на автомобилите во Детройт привлекува најголемо внимание. Со право, но од концептот на новото спортско корисно возило многумина останаа подзинати, прашувајќи се што ли сака Kia да каже со него. Тоа беше првото што на сите кога го видовме во живо ни пролета низ мислите. Настрана фактот што подсетува на нешто ептемпо луксузно, големиот теренец со 7 седишта генерално остава многу моќен впечаток. До некаде невообичаено е што Telluride просто доминира со чувствата на посматрачите, создавајќи збрка во нивните проценки дали им се допаѓа или не. Да беше од друга марка, одговорот без двоумење ќе беше позитивен, но од Kia вакво нешто не се очекуваше. Така вистинското прашање е дали може би е преурането за едно вакво спортско корисно возило. Затоа и корејците ќе кажат дека немаат планови за неговото производство, туку дека едноставно сакаат да го слушнат мислењето на јавноста. А таа е заокупирана со дилемата што попрво да искоментира. Дали вратите кои широм се отвораат, од кои задните наопаку, натрешноста која е исполнета со најнови технологии или пак низината раскошност. Што и да е, коментарот или ќе биде најкраток што може, или пак долг, предолг за објаснување тука. Самиот концепт е представен на модифицираната шасија на Sorento со растегнато меѓуоскино растојание и големи 22-инчни тркала. Хибридната погонска група комбинирана со 3,5-литарскиот V6 бензински агрегат со 270 коњи и електромоторот со 130 коњи. Со оглед на големината, специфицираните просечни 7,8 литри на 100 км и не изгледаат така многу. Секај новиот Lexus LC 500 изгледа страшно. Дизајнот, перформансите, а сигурно таква ќе биде и цената кога ќе ја дознаеме. Но засега ќе се држиме до она што го знаеме, а тоа е дека купето е најдинамичниот модел на марката после суперлативниот LFA. Во поглед на дизајнот треба да се навратиме назад во 2012 година, кога исто тука во Детройт беше представен концептот LF LC.
Тој беше толку импресивен што требаше да помине само кратко време за јапонците да се решат за негово сериско производство. И тоа скоро без измени, како што сега го гледаме. Примарно, овој концепт имаше улога да го долови идниот дизајнерски јазик на марката, но покажа дека во Lexus постојано се надеваат дека ќе привлече доволно внимание за да стане реалност. Отаму и ова спортско 2+2 купе е чист резултат на страста, напорната работа и соработката меѓу инженерите и дизајнерите и е редок пример како еден концепт успешно може да се оживее во сериски модел. Располага со познатиот 5-литарски V8 мотор со 473 коњи кои се распределуваат на задните тркала со посредство на напреден 10-степен автоматски менувач. Тоа е доволно емоциите да завладеат и пред да дознаеме дека до 100 забрзува за 4,5 секунди или пак дека има нова платформа која е подсврста дури и од онаа карбонската на споменатиот LFA. И покрај недостатокот на деталните спецификации, целосниот впечаток е дека се на него е добро, дефинирано, вклучително и интересните пропорции и инженерските пикантерии. Lincoln Continental е 100% класична американска лимузина со сите предности и маани и нема врска со електрониката која сега е во мода, ама знае доста добро да ја наелектризира околината околу себе. И тоа уште со првиот поглед, кога сакале или не, низ мислите ќе ви прострои една друга исто така славна и луксузна, но британска марка автомобили. Подлабокиот поглед ќе открие дека всушност и нема блиски сличности, но и да има, тоа не би било ништо лошо. Затоа за неговиот дизајн ќе кажеме само уште дека во целост ја исполнува својата функција, да покаже колку се моќни луѓето кои се возат во оваа лимузина. А таа ним ќе им ја возврати довербата со раскошниот интериер, кој како и надворешноста ги поларизира мислењата. Како и да се погледне на еден или на друг начин, знаменосецот на Линколн едноставно воодушевува. Дали ни се допаѓа или не е прашање на колективниот вкус кој е поинаков од онаа страна на Атлантикот, но дефинитивно повисоко ќе го развее знамето на луксузната фамилија на Форд. Дојде и тој момент. Мерцедес-Бенц и официјално го симна свилениот вел од новиот седан кој веновиве пред почетокот на салонот во Детройт често беше споменуван и скоро секогаш со прашалници. Бевме меѓу првите во светот што го видовме во живо и ќе кажеме дека сега прашалниците се заменети со извичници. Има премногу причини за да се споменат сите, но најважната не е дизајнот, туку новите технологии. Германците за наредната Е-класа ќе кажат дека е најинтелигентната луксузна лимузина и тоа ќе го подкрепат со бројните системи за асистенција на возачот. Нема да ги набројуваме, тогаш би требало цела емисија само за тоа да зборуваме. Ќе кажеме само дека Мерцедес акцентот го има ставено на автономните технологии и на новата интерпретација на модерната луксузност во внатрешноста. Поголема, но полесна од досегашната генерација, новата Е-класа иницијално на американците ќе им биде понудена само со 4-цилиндричен турбобензински мотор со 241 конска сила под ознаката E300. Овој модел нам во Европа нема да ни биде достапен, но затоа ќе ги имаме E200 со 184 конски дволитарски турбомотор и неговата плагин хибридна изведба E350E со вкупно 279 коњи. Дизел на стартот на продажбата ќе бидат два, E220 и E350. Првиот со дволитарски 4-цилиндричен мотор од 195 конски сили, а вториот со 3-литарски 6-цилиндричен агрегат со 275 коњи. Сите модели ќе бидат спарени со новиот 9-степен автоматски менувач, а дел од нив е и со погонот на сите 4 тркала. Сега дојде ред и на ростерот SLC, кој до вчера ни беше познат како SLK. Преименувањето на своите модели според номенклатурата што ја најави пред точно една година, Мерцедес го користи и да ги обнови. Затоа и кај SLC, како и кај другите, не е само името ново.
Изменатата визуелна појава е во согласност со новиот дизајнерски правец кој налага поинаков преден дел со голема маска и повпечатливи светла. Измени се забележуваат и кај преклопливиот покрив и минимално на задниот дел. Затоа зафатите во долгиот нос се поделотворни. Топ верзијата на родстерот сега е AMG SLC 43, која заменува SLK 55 AMG. Таа има нов 3-литарски твин турбо V6 мотор со 367 коњски сили, кои се пренесуваат на задните тркала преку 9-степена автоматика. Втор најмоќен во понудата ќе биде SLC 300, кој покрај својата ознука ќе има 2-литарски 4-цилиндричен мотор со 245 коњи. Истиот мотор, но со 184 коњски сили, ќе се најде во SLC 200, додека на најскромните за перформанси ќе им бидат доволни 156 коњски сили на SLC 180 извлечени од 1,6 литарскиот агрегат. Веќе е вообичаено и ваквите возила да имаат дизел понуда, така што и SLC ќе се појави со 250D изведбата со 204 коњски сили произведени од познатиот 2,2 литарски мотор. Доказ дека човекот не секогаш е рационално суштество е токму присуството на вакви пикапи на секој салон на автомобилите преку океанот. Во тој контекст Nissan Titan Warrior е еден од поекстремните. Иако деклариран само како концепт, американците толку се надеваа на него што добивме впечаток дека Nissan ги слушна. Затоа и веруваме дека нема многу време да помине кога овој мачо пикап ќе започне да се тркала по нивните патишта. Иако често бесниот офроуд изгледа е само за покажување, во случајот на Titan Warrior тоа е надградба која ги демонстрира способностите на серискиот модел. Дополнително растојание од подлогата му е зголемено за 3 инчи, односно 7,5 см, исто колку и ширината за да може мускулестото тело да ги прими гломазните тркала. Со нивната грубост ќе се справува 5-литарскиот Cummins дизел со бескрајен вртежен момент, спарен со задолжителната автоматика. Volkswagen на момент ги натера посетителите на салонот во Детройт да заборават на дизел скандалот и да ја погледнат најновата еволуција на Tiguan. Модерниот кросовер во својата стандардна и хибридна изведба беше прикажан на салонот во Франкфурт, така што детроитскиот концепт на прв поглед изгледаше малку претенциозно наречен премиера. Сепак Tiguan GT Active тоа навистина е, бидејќи е суштински спротивен од спортски ориентираниот концепт од Франкфурт. Идејата на германците беше да покажат дека Tiguan може да биде подобар од тоа што е, посебно во теренските својства за кои од секогаш бил критикуван. Затоа и доби зголемено растојание од тлото, дополнителна заштита на подвозјето и честокрвен теренски изглед со груби пневматици и кровни светла. Но колку и да им изгледаше интересна, оваа според зборовите на Volkswagen екстремна офроуд верзија на популарниот кросовер, американците се уште чекаат на ветениот за нив продолжен Tiguan со 7 седишта. Со најновиот Volvo S90 швеѓаните доловија грст од својата магија. Рака на срце, поголемиот дел од американците не беа ни свесни дека Volvo може да направи вакво нешто. Појавувањето и успесите на сега веќе теренецот на годината XC90 како да не беа доволни да ги заинтригираат. Затоа пак S90 е повеќе од доволен. Тој на тукашните конкуренти им покажа дека повеќе нема шега со Volvo, а на купувачите дека шведските автомобили се уште постојат и се уште се добри, дури и подобри отколку порано.
Во тој поглед, Volvo S90 може да се пофали со уникатен современ изглед кој истовремено и нападен и воздржан. Слични зборови може да се употребат и за внатрешноста. Атрактивниот пакет со во моментот супериорна позиција меѓу новитетите се заокружува со стандардните електронски помагала, како што се полуавтономиот Pilot Assist, интелигентниот безбедносен асистент со адаптивен темпомат, системот за детекција на големи животни и друго. Креирана за да ги задоволи луксузните амбиции на Honda на американскиот пазар, Acura во целост ги следи поставените цели веќе 3 децении. За тоа време марката доживеа неколку трансформации, а најновата е на повидок. Таа беше најавена со концептот Precision, засега без иднина како серијски производ. Тоа и не чуди со оглед дека овој концепт представува значајно отстапување на инаку конзервативниот пристап кон купувачите. Некои од нив би рекле штета што е така, бидејќи Precision ќе значи сериозна провокација и фрлена ракавица во лицето на европските конкуренти кои ги освојуваат оние што се подготвени за нешто различно. Precision е различен од се што досега сме виделе и од Honda и од Acura. Посебно во втората половина од 5,2 метри долгата каросерија на која се инкорпориране 4 врати, купеовскиот заден дел и мускулести крила. Неговата драматична појава е засилена со агресивниот клун, енормната широчина на концептот од 2,13 метри и сразмерно малата височина од 1,32 метри. Се на се, американските дизајнери на Honda креира еден од најзабележливите концепти на салонот во Детройт, кога задолжените за маркетинг го исполнија со едно чудо футуристичка електроника. Со што го исполнија инженерите е непознато и така ќе остане, бидејќи овој концепт ќе служи само како инспирација за стајлингот и пропорциите на наредните генерации автомобили на Acura, посебно на седаните. Штандот на Форд во Детройт годинава се тресеше од гордите извици на американците, презадоволни што нивната омилена марка и понатаму останува цврст ослонец на традиционалните вредности во кои веруваат. Посебно горди беа оние што и лани го имаа посетено салонот и го видаа концептот F-150 Raptor во неговото King Size пакување со продолжена кабина, која баш и не им се допадна. Сега моќниот пикап има супер сайз патнички простор и мора да признаеме влева стравопочит кога се гледа. Тоа како да ветува дека е перфектен избор за офроуд ентузијастите, на кои убедени сме дека ќе им биде како член на семејството. За да ги смести 4 врати, Форд го продолжи меѓуоскиното растојание на цели 3,7 метри. Но и покрај тоа, F-150 Raptor остана полесен за околу 230 килограми од претходникот, благодарејќи на алуминиумскиот товарен дел. Полесен е и моторот кој сега наместо 6,2 литарскиот V8 е 3,5 литарски твин турбо V6 со се уште непознат број конски сили, кои ќе се пренесуваат на сите тркала преку 10 степена автоматика. Слабо познат факт надвор од Соединетите Американски држави е дека Honda има свој пикап кој јапонскиот производител таму го произведуваше и нудеше до 2005 година под името Ridgeline. Уште послаб фактот е дека иако слабо се продаваше и Honda го прекина неговото производство преклани летото, не се откажа од него. Така посетителите на салонот во Детройт годинава можеа да ја видат неговата втора генерација, која и понатаму ја има истата цврста конструкција со шасија и моќен 3,5 литарски V6 мотор. Силата не му ја кажаа, но се пофалија дека со 6-степената автоматика на овој пикап му дава најдобри во класата за брзување и економичност. Ако судиме според изгледот и не е некој заводник, но Ridgeline ќе ги заведува купувачите со бројните необични решенија, како што е на пример товарниот дел отпорен на гребење, во кој се вградени исправувач на наизменична струја и, верувале или не, аудио систем од 540 вати. Американскиот пандан на Kia Ceed, кој всушност е компактен адут на корејската марка за глобалниот пазар, го доживеа својот фейслифтинг. Со него сега Forte во седан и хеджбек верзиите изгледа пофамилиарно од останатите модели на Kia, посебно со споменатиот Ceed.
Сепак сличностите тука завршуваат. Механиката на двата модела е различна. Почнувајќи од платформата која води потекло од Hyundai и Elantra преку технолошките додатоци па до моторите, Kia Forte во своето 5-вратно издание нив ке ги има два. Стандарден е дволитарскиот GDI спарен со 6-степен мануелен или автоматски менувач, а опционален е 1,6 литарскиот турбо со 7-степена автоматизирана трансмисија. Седанот ќе биде на располагање само со дволитарски агрегати, еден со директно вбрскување, а друг со класично. Овој модел ќе биде првиот кој ќе се произведува во новата фабрика на Kia во Монтереј, Мексико. И возилата од оваа фабрика во Америка ќе се продаваат со стандардната гаранција од 10 години или 100.000 милји.